Што ве мотивира, госпоѓо Рашковска, да се кандидирате и да влезете во трка за градоначалничката фотелја во Берово? Имам големи мотиви за да бидам градоначалник на општина Берово. А за фотелјата баш и не сум многу заинтересирана. Значи, потребно е работа, мотив имам за да работам и да сработам, а не да седам во фотелјата. Бидејќи Берово ги губи полека одликите на еден убав град кој беше препознатлив во цела Македонија. Сакам тоа да застане и да продолжиме понатаму, значи да одиме на подобро. Како ја оценувате состојбата во општината? Што му недостасува на Берово и кои проблеми најмногу ги тиштат малешевци? Многу работи недостасуваат во општината. И во Берово, и во населените места. Посебно, последните 3 недели откако ни започна кампањата, значи сум прошетала по секоја уличка во Берово. Сум била во секој дел од градот, во секој населено место и навистина гледам дека луѓето имаат многу големи проблеми. Значи, лоша инфраструктура, лоша вода за пиење, неосветлени улици, неасфалтирани улици, многу комунални проблеми, многу инфраструктурни проблеми, многу проблеми од секојдневието, значи проблеми кои навистина не се еквивалент за живење во 21 век. Како би ја оцениле работата на досегашниот градоначалник на Берово? Дали денес Берово е поубаво место за живење отколку пред 4 години? Па и претходно ви реков дека по тоа што го видов сега последните 3 недели не би рекла дека Берово е поубаво место за живење за последните 4 години. Мислам дека многу малку сработи градоначалникот од тоа што го ветуваш од програмата за живот. Едно реч си 60 до 70% нема остварено од програмата. Многу битни елементи, многу витални елементи од програмата кои требаше да ги оствари и кои беа многу значајни за Беровото и за Малешевијата, ниту почна, ниту ги заврши, ниту му се делумно завршени, значи статус кво. Мислам дека не добро работеше како градоначалник претходните 4 години. Која е вашата визија и каде го гледате Берово во следниот период? Мојата визија за Берово. Јас сум стара беровченка. 54 години сум на улиците тука во Берово, на плоштадот во Берово. Го гледам Берово, значи како се менуваше 54 години. Берово од еден град на култура, од еден град на боеми, од еден град на еснафи, од еден град на земјоделци, на сточари, значи преминува во едно мало градче во кое нема многу институции кои досега сме имале, во кое нема услови, значи еден фудбалски клуб малеш каков беше претходно кога сум била дете и сега каков е. Значи немаме Телеком, немаме ЕВН, значи треба да се оди во други градови за да можат да се надминат проблемите кои граѓаните ги имаат со тие институции. Пензиско станува филијала и ако продолжиме така, ако продолжат младите да се исселуваат, ако продолжат значи луѓето да си бегаат од Берово, ако не ги задржиме беровчани тука, ќе станеме еден мал град на стари луѓе, на апатични луѓе, на луѓе кои ќе се носталгични бидејќи нивните блиски ги нема, значи ќе нема повеќе среќни луѓе и задоволни луѓе. Јас тоа не го сакам. Јас сакам да го вратам стариот сјај на Берово, луѓето да бидат задоволни, да работат тука и заедно со локалната самоуправа да ги решаваат сите проблеми кои ги имаат. Значи, добро да работиме, ако добро работиме, добро ќе сработиме и сите ќе се остануваат тука. Нема да имаат потреба едноставно да се заменат до својот роден крај. Очекувате ли масовна поддршка од независното гласачко тело? Во историјата на Берово досега немало кандидат за градоначалничка. И мислам дека навистина е крајно време. И ја очекувам поддршката од независното тело. Значи, посебно затоа што сум жена, што сум мајка, што сум била ќерка, значи сестра, внука, а вие знаете колку е тоа драгоцено, значи за секоја фамилија. И знаете како една жена и една мајка знае да се бори за своето семејство. Значи, исто е градоначалничката, значи ќе се бори за градот Берово и за општината Берово како една мајка, како една жена. А тоа не е мала борба. Голема борба. Остануваат уште неколку дена од кампањата за престојните локални избори. Како го оценувате досегашниот тек на кампањата? Јас сум задоволна од кампањата.
посебно од нашата кампања. Мислам дека водиме позитивна кампања, ќе посетивме сите населени места, ни остануваат уште 2, ќе бидат посетени и тие. Постојано сме меѓу граѓаните во Берово, постојано сме во селските населби таму во граѓаните, ги слушаме нивните проблеми, се движиме меѓу луѓето, нотираме се што ни кажуваат бидејќи е битно тоа за нас. И кампањата досега е во ред. Мислам дека и во наредните, до крај очекувам дека ќе биде позитивна кампања и дека ќе биде се во ред до крајот. Вашата програма изобилува со проекти кои изгледаат убаво и атрактивно на хартија. Може ли да издвоите неколку клучни проекти и приоритети со кои ќе го промените Берово? Нашата програма гарантираме за Берово има многу проекти. Како за Берово, така и за селските населби. Многу проекти има кои се од клучно значење. Би почнала со туризмот. Туризмот е една наша стратешка гранка. Мора многу да вложуваме во неа. Навистина мора многу да вложуваме во неа. Потребни се добра прво инфраструктура, комунална структура, за да можеме да ги привлечеме луѓето, за да можат тука да ги имаат сите услови. Ако немаме добри патишта, ако немаме добра струја, ако немаме добра вода, никој нема да ни дојде. Тоа се основните услови за живење, нели пак за туризам. Туристот кога доаѓа сака да ги има сите услови, не само добри, туку екстра услови. Затоа во туризмот мора да вложуваме. Добра стратешка гранка е, препознатливо е Берово по туризмот, имаме туристи, треба само да изнајдеме начин да вложуваме во туризмот, за да можеме да ги задржиме и уште повеќе да се развиваме, бидејќи навистина туризмот е иднината на Берово. Имавме автобуска станица, сега повеќе ја немаме. И беровчани имаат потреба, и локалното население, во селските населби имаат многу од тоа. Не може секој да плаќа 200 до 500 денари за такси, за да може да ги обави работите во Берово или да оди на болница во Штип или Кочани или Скопје и студентите да одат да студираат таму. Ние сме поврзани и порано било така и сме навикнети да функционираме на тој начин. Јас гарантирам дека со јавно-приватно партнерство ќе ја вратиме автобуската станица во Берово, и локалната и меѓуградската, бидејќи навистина е потреба. Местноста Јуовец. Местноста Јуовец мислам дека буди многу добри спомени кај сите беровчани. И кај возрастните, и кај старите, и кај младите, и кај најмладите, бидејќи им раскажуваме како било таму, како ни давале таму свидетелства, како ни било убаво таму, како сме излегувале со родителите на скари, како сме се дружеле таму како млади на игранки. И сите тие работи, и тие кога го слушаат тоа и постојано прашуваат, па зошто сега го нема тоа? Ние место да одиме напред, сега треба да правиме нешто што сме го имале, а вод да го правиме и тоа што плюс ни треба. Јуовец, местноста Јуовец мора да ја вратиме на беровчани. Еден од приоритетните проблеми ни е, еден од приоритетните проекти ни е и исто така е во интерес на туризмот, како стратешка гранка. Кејот на реката Брегалница. Кејот на реката Брегалница сега е прекрасно место. Навистина е уредено, има парк, има катче за деца, има прекрасно место, ама дел неискористено. Би сакале таму да направиме летна сцена. Летна сцена во која младите квалитетно ќе го потрошуваат своето слободно време. Например, да имаме стендап настапи, да имаме млади театарски групи, да имаме млади музички групи, рецитаторски групи, драмски групи, се што е во интерес на младите да доаѓаат тука и квалитетно да го поминуваат своето слободно време. И мислам дека и на тој начин допринесуваме младите да останат тука во Берово. Многу други проекти имаме и за селските населби имаме многу проекти. Програмата ни е многу обемна и ако мојот против кандидат вели дека е неостварлива, јас ви гарантирам дека е повеќе од остварлива. Се што е напишано е навистина потребно и за Берово и за населените места. И секако, гарантираме дека тоа е остварливо и можеме да го оствариме. Сите проекти кои ни се запишани. За на крајот, што ќе им порачате на беровчани и малешевци? Беровчани и малешевци на овие избори имаат навистина избор. Треба да си размислат. Треба да си размислат и мислам дека треба да ги казнат тие што претходните 4 години не водеа. Да им покажат дека не ги поддржуваат.
и да излезат масовно, затоа што ако не излезат, со тоа им даваат на знаење дека ги поддржуваат. Значи, слободно да излезат и да го дадат својот глас. Слободно нека го дадат својот глас за новата иднина, бидејќи новата иднина е многу подобра од претходните 4 години кои ги живеевме. И треба да бидат сигурни во тоа. Затоа сигурно и слободно. Нека заокружат број 7 за кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН, нека заокружат број 7 за советничката листа на ВМРО ДПМН. Излезете и масовно гласајте. Покажете им дека сте за промени, дека сте за проекти и дека сте за победа.